Сите деца знаат дека мечките најмногу сакаат да јадат мед. Еден ден на дедо Медо му се пријало мед, па се симнал во подрумот да побара. Гледал лево, гледал десно, но мед не можел да најде. О, па нема мед. Ќе мора да одам во шумата и да побарам. Излегол дедо Медо надвор и право во шумата. Отишол да бара кошничка со мед. Додека барал низ шумата, носот му заиграл, намирисал мед. Одел малце лево, малце десно и конечно ја пронашол кошничката со мед. Не можел да издржи и веднаш ја пикнал раката внатре. Но од внатре една пчела излегла. Што сакаш, Медо? Бегај од мојава кошничка со мед. Медот не е твој. Јас сум поголем од тебе, а и појак сум. Ќе правам што сакам. Затоа бегај, брнчи на друго место. Пчелката се вратила назад во кошничката, а дедо Медо повторно ја пикнал раката внатре. Пчелките се налутеле и почнале силно да брмчат. Една пчелка излегла и боц го боцнала дедо Медо за носот. О, не, мојот нос. Ах, пчелке, сега ме налути. Налутен, дедо Медо догледал суви гранки на земјата и ги зел. Почнал да заманува по пчелката. Мавал лево, мавал десно, мавал лево, но пчелката била многу брза и дедо Медо не можел да ја погоди. Бегала пчелката и се смешкала. Тоа уште повеќе го налутило дедо Медо. А, пчелке, кај ме боцна по носот, уште ми се смееш. Сега те фатив, пчелке, нема каде да ми бегаш. Замавнал дедо Медо десно со сувата гранка и бам! Право во кошничката со мед. Кошничката се скршила и паднала на земја. Одеднаш се слушнал чуден звук. Звукот станувал се погласен и погласен. 100 пчелки излегла. Не, 1000 пчелки излегла. Почнаа да летаат околу дедо Медо и боц за ушето, боц за раката. Медо почнал да бега низ шумата. Пчелките без престан го бркале. Боц на ногата, боц на мешето, а најмногу го боцкале на носот. Медо немал избор и почнал да бега право дома. Што си вако фискасан целиот, Медо? Пак ли те налутија пчелките, а ти им ја сруши кошничката со мед? Ах, Медо, не ти доаѓа памет. Дедо Медо почнал да плаче и така во солзи почнал да брои колку пати го боцнале пчелките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Баба Мецана му се смеела, но сепак се сожалила и му донела на дедо Медо да се напие сирупче и да се намачка кремче за да не го болат сите 10. Не, 20, можеби 30 боцкања од пчела. Медо не можел да ги изброи сите. Друг пат, дедо Медо, да ме прашуваш пред да бараш мед. Еве го во плакарот во кујна. Сум го преместила чистејки.
Еве, повели, најади се убаво, побрзо ќе оздравиш, а и да не бидат џабе боцкањата.